Поштовани гледачи, добро дојдовте во отворена на тема на телевизија Ирис. Оди веднаш по дневникот и јас овде се обидувам да разговарам со луѓе кои имаат решение на одредени општествени проблеми или барем мислење. Она што нам ни недостасува во Македонија не е мислењето, затоа што мислењето е тежок процес на подредување на факти според нивната логичност. Имаме ставови, а до ставови се доаѓа многу лесно, затоа што не чинат само толку колку што да ги кажеме. Но има една градација во општеството во кое што нашите стари го рекле многу одамна засвири, па за појас задени, што значи да видат другите што си свирал и кој е тоа што свирал. Македонија има скоро 4000, ако последниве 2-3 недели не се променило нешто, универзитетски професори. И тоа е умот на овој народ. Онака формалистички како што на прв поглед на секој му изгледа. Толку универзитетски професори или околу 500 луѓе, еден доктор на 500 луѓе, тоа се научници со своји докторати, научни истражувања, дела. А Македонија има еден куп на проблеми, општество во транзиција, задзидано, поставено врз темелите на транзицијата, што значи неправда, и за кое што е потребно генерации да поминат луѓе да се помират со тоа дека општественото заедничкото поминало кај поединци. Тоа е социолошката анализа на времето. Оно што сакам сега да ви го представам, тоа е мојот разговор со една професорка која има став. Ваше е да процените колку се вредностните системи вградени во нејзиниот став, но мојот разговор со мојата гостинка, поранешен пратеник, универзитетски професор, сега председател на иницијативи на политичка партија Солза Шопова Грчева. Ова Шопова го споменав намерно, овие мои гледачи 300.000 колку има во Источна Македонија да знаат дека таа е Штипјанка. Професорке, добро дојдете во мојот отворен. Добре ме најдов и со задоволство гостувам во својот роден Штип. Така, иако малку луѓето знаат дека од помладите секако дека вие сте Шопова. Но тоа нека остане за родословот, за оние кои пишуваат родослови. Моја работа е да поставам неколку прашања, барајќи и вашите ставови. Се согласувате ли како македонски даскал, како професор на универзитет, дека многу лесно правиме ставови, а многу тешко ни води мислењето, зашто некако макотрпен процес е? Знаете, овој недостаток, многу малку мислење и лесно давање на ставови, не е нова работа во Македонија, таа си има континуитет. Јас сега и скоро напишав пред неколку дена една колумна токму за оваа работа, не знаејќи дека ова ќе ми биде едно од прашањата денес на оваа наша средба и интервју. Значи, уште од комунизмот постоеше една фатална, би рекла, една погубна сентенца која што се нарекуваше кадровска политика. Или тогаш се нарекуваше кадровско единство? Тогаш се или единство, но доволна е белјата и со кадровска политика. Овие две работи не смеат да одат заедно. Значи, политиката не треба да има врска со кадрите. Тоа е и нашиот најголем хендикеп. Ако тогаш, во тоа едноумие да речам, се случуваше да шоферите на разните чауши имаат поголемо општествено влијание од разни професори, доктори, работници, интелектуалци и така натаму, тогаш никако не смееше таа една погубна пракса со влегувањето на парламентарната демократија кај нас да продолжи да се негува. За жал, дури се случи да тој еден монструм, би рекла, од кадровска политика се искулминира, се извулгаризира до максимум, бидејќи и луѓето кои што ја наследија некако политиката беа од полоштов направени, за жал, од оние кадри што ние ги познаваме. Пред последниот конгрес на таа политичка партија од минатата држава, во документите пишува дека за прв пат дојдоа како кадри луѓето од третиот ешалон. Се сеќавате на изјавата на генералниот секретар? Се сеќавам. На тоа ли мислите кога зборувате за Да, апсолутно не само на тоа, туку ја гледам целокупната пракса во сите овие 27 години на самостојност. Нас не влечеше сепак некоја инерција на разработени системи, на добро етаблирани системи, да речеме образование, здравство и така натаму.
сепак имаше некоја култура на однесување, сепак имаше некој избор на тие кадри во рамките на таа кадровска политика, за да потоа видиме една тотална девалвација, значи по секоја основа. Уште ние дадовме веќе сигнал како ќе се однесуваме со нашиот избор на премиери, уникатни дечиња, цицалчиња, им дадовме држави да водат на деца кои што немаа на 30 години. Ве прашувам, еве дури и денес во денешниве закони, калфа во фризерски дуќан или во кројачница не може да биде без 10 години пракса, ние им дадовме цели системи. Ве прашувам дали вашите деца ќе им дадете да управуваат со вашето домакинство дома, или сепак ќе има некој поискусен да го води тоа домакинство. Ние, значи, проигравме се што ни беше дадено во наследство. Наместо да ги унапредиме, да ги зајакнеме сите системи, да ги реизградиме некој од нив, ние ги разводнивме. Таквиот процес оди се надолу и надолу. Ние инженерите зборуваме постојано за некаква ентропија, тоа е познат процес, кој што, за жал, вели дека секој процес ќе биде полош од претходниот. И тоа се случува, за жал ни се случува во сите овие години во кои што голем број на млади ја напуштија државата, во еден правец, пазете, во еден правец ја напуштија државата. Ние не сме правно општество, ние не сме општество засновано на закони, ние сме на релации, на врски, на семејни релации, на бизнис релации и така натаму. Мора ова да престане час поскоро мора да престане, затоа што, еве, гледаме какви се процесите и каде не водат. Ние сме конечно така и оценувани од сите. Професорки, на некако наметнавте лајт мотивот на разговорот ентропија. Секоја следна влада или следна гарнитура ќе биде полоша пред поголеми проблеми. Да го задржиме како нитка ова, бидејќи општествената сегашност денес го потврдува тоа што вие го зборувате, иако проблемите се поголеми. Колку се отфрлаат, тие стануваат поголеми. Така. Сега, во ведниот збор реков дека ако нешто не се променило за течењето на ова интервју, имаме 4000 универзитетски професори, 17 правни факултети, така натаму. Имаме Академија на науки, имаме 40 членови. Така, но имаме и дописни членови на други академии од Македонија, и сето тоа кога го погледнеш вака, изгледа еден резервоар на ум, резервоар на знаење, на научни дела кои може да се операционализираат. Зошто во Македонија, барем печатокот на луѓето е дека интелектуалците, вашите колеги професори, предност му даваат да бидат високи членови на политички партии, отколку да бидат независни интелектуалци, па дури и кога нивните ставови ќе бидат погрешни? Знаете како, нашава политика некако вади на површина луѓе кои што се некомпетентни, кои што се учени недоучени, тоа го гледаме од интервјуата на нашите челници. Знаете, не морате да бидете професор на универзитет за да видите дека на екраните имаме неписмени до полуписмени луѓе. Од секогаш се плашале од интелектуалците, секоја власт, да се разбереме, никогаш и никаде не се луѓето имуни од некој што може да ги засели. Нивните ставови секогаш биле на некој начин опасни, не се ценеле, апсолутно. Полесно било, знаете, да владеете и се уште е полесно да владеете со инфериорни луѓе околу себе. Не дека не се појавувале интелектуалци во нашата политика, ги имало. Но кажете ми колку обстанале и колку време останале тие интелектуалци. Секогаш биле потиснувани од она орда на послушници. Кај нас се треба да бидат луѓето послушници. Гледате на што личи, на каква карикатура личи нашето собрание. Каде што вие комотно можете да го имате само генералниот секретар на една партија во собрание, а би му дала едно место да седне на едно столче и да испорачува гласови. Да каже, многу помалку трошкови. Ни патување, ни патни трошоци по 9000 евра, ништо. Значи, тој ќе си седи и ќе лицитира, ќе каже, мојата партија денес дава 62 гласа за ова законско решение. Не е парламентарната демократија на тоа дереже во развиените земји, да се разбереме.
Има една страшна неписменост кај нас, која што владее, вкоренета е кај луѓето и мислат дека ова е демократијата и демократијата како систем не чини. Не дека не чини демократијата, туку ние не знаеме што е демократија, ние ја злоупотребивме. И исто како што ја злоупотребивме болонскиот процес на универзитетите, викајки не чини Болоња. Не чини Болоња, ние не знаеме да ја имплементираме. Што вели Венко Антоновски? Сите системи знаеме ние да ги упропастиме и да ги подведеме фактички на нашата матрица на однесување која што тешко ја менуваме. Значи, не дека немало интелектуалци во политиката, но тие први со центрифугална сила излетуваат од орбитите околу некој кој што владее, околу центрите на моќ, бидејќи не се интелектуалците во поголем број зборувам, имате и многу прагматични луѓе кои што не сакаат да видат дека царот е гол, не сакаат тоа да го кажат, но имате луѓе што гласно го кажуваат, тоа им е веројатно прво и последно. Така. И еден втор проблем постои со интелектуалците, и тие 4000 колку што ги кажувате професори, не сум сигурна за бројката, ви верувам апсолутно. Мислам дека таа бројка е голема за една мала Македонија. Мислам дека се разводнија сите можни критериуми за избор на тоа кој може да биде професор и воопшто да работи со студенти. Имаме огромен број на универзитети по глава на жител, веројатно најповеќе. Последниве 2 години таа статистика некако сум ја запоставила. Предходно, буквално ги следев тие процеси, до бројка знаев, но и сега ќе ви кажам дека имате 18 правни факултети во Македонија, тоа е скандалозно. Македонија е земја која што мора да направи системски реформи точно во образованието, бидејќи тоа е алфа и омега на успехот или неуспехот на една наша земја. Она што го гледам е само козметички промени се прават, најчесто за жал популистички, чисто популистички работи, и оној кој што ќе се нафати утре да води држава, не само системот образование, туку и сите други системи ќе мора многу болни реформи да прави. Реформи кои што нема да носат голем број на гласачи, но ќе ја изведат државата на еден вистински пат. Така ви е и во образованието. Знаете, 4000 професори имате, но ако погледнете досија на многу од тие професори, како станале професори, ќе видите дека им било возможено да им се бројат трудовите научни како меѓународни, а тие меѓународни конференции биле во Чачак, во Кюстендил и така натаму. Без да сакам да омаловажувам никого, но ние, сериозна држава, ако сакаме да бидеме, мораме да имаме многу сериозно образование. Така. Професорке, од не мислев да ве прашам, меѓутоа само се навлекува, да се доведува темата. Вие сте студирате во Загреб. Магистарска студира во Загреб. Да ве прашам нешто. Пред една година и еве сега имаше протест во Загреб во кој што студентите истакнуваат вакви барања. Дајте ни поквалитетно образование, господо ректори и влада, затоа што сме неконкурентни со европските. Така реагираат свесни студенти. Еве, кај нас го имавме еден зародиш пред 2 години, меѓутоа сето тоа се вклопи во некакви партиски политички води во поделбите во Македонија. Ама од друга страна, ако во Загреб може да реагираат така студентите, каде е гласот на професорите од најстариот универзитет, реномирани професори со 1 метар напишени учебници и дела, и да каже луѓе не ме ставете во иста вреќа со ови. Јас протестирам. Јас сметам дека ова е општествена штета. Ова да не сме го виделе. Како да реагирале наставници, не можеле, знаете, ние сме 100% политичка земја, ние се научивме да живееме под систем наречен диктатура. Колку можеле воопшто да кажат нешто професорите и кога кажувале, колку не биле уназадувани, навредувани, тргани од разни тела во кои што можеле да одлучуваат, тоа е друга работа. Погледнете систематски декани, ректори и така натаму, секогаш се некои блиски до владеачката гарнитура. Дури нашата политика нема ни потреба сега да избира ректори и декани. Самите универзитети си прават автоцензура и велат дајте да избереме некој декан што е близок до оваа власт, белки ќе имаме повеќе финансирање. Се е наопаку.
Системот на финансирање на високото образование не е независен и не е и е во корелација со милоста на некаква власт и да бевте пратени која ќе што гласате ли за новиот закон за Не, немаше да гласам, еве ќе ви кажам зошто. Значи, ако се сеќавате, јас бев противник и тоа жесток на оној претходен закон, може би бев единствена која што бев цело време на говорница, бидејќи сметав дека е навистина голема глупост да државен испит полагаат децата секој испит по 2 пати. И тоа кај некомпетентна некоја комисија, водете сметка. Во Македонија има 20 професори по физиологија. Кој е тој третиот сега што ќе ги испитува на државен испит? Значи, се беше наопаку поставено. Но нема да се согласам и со овој закон. Има среќа што сега не сум во парламент, бидејќи повторно немаше да можат да ме симнат од говорница. Пазете, имате закон во кој што сега пак, одејќи повторно од популистички побуди, имате 100 студентски структури без потреба, сега веќе имаме паралелна студентска власт инсталирана во тој закон, со собранија по сите факултети и така натаму, значи еден куп на студенти што би сакале да се видат како управители, а знаеме во минатото со што се бавеа тие управители, ги издава студентските соби под рака, изима мито за тоа. Ама се добра база за политички партии. И се одлична база за политички партии, меѓутоа, најдете ми 2 сериозни члена кои што го третираат студентскиот стандард во Македонија, кој што е на најмизерно можно ниво. Јас тоа го кажав и на неколку дебати се обидував да се коригира овој закон, меѓутоа не допираше до никого. Јас суштински разлики не гледам во овој закон, повторно е со разводнети многу критериуми за избор на професори во звања, ослободен од некоја пренормираност, тоа мора да се признае. Значи не се кажува како ќе изгледа еден колоквиум со 5 прашања, полесни, потешки, избегнато е тоа, фала Богу. Меѓутоа, повторно, суштински, не води кон подобро образование. Повторно, ќе имаме секој да може да студира, повторно секој со минимални критериуми ќе станува професор, а студентите се тотално деградирани што се однесува до студентскиот стандард. Нашите студенти, ја спомнавте Хрватска, каде што јас сум студирала, па погледнете го законот за високо образование на Хрватска. Хрватска не само што им дозволува, нели, во студентските домови да се сместуваат, туку субвенционира и приватно домување. Им дава дел од киријата и ме плаќа државата. Во Словенија секој студент има право на еден топол бесплатен оброк. Да не зборувам за транспорт, да не зборувам за библиотеки и така натаму. Професор, простите, овде мора да ве прекинам. Дај Боже да ги почнеме преговорите со Европа од тие главите каде што ги приспособуваме правниот систем, целиот наш систем кон Европа, ќе дојде на дневна точка и ова што вие го зборувате. Ние како ова го направи, се извинувам што ве прекинувам, ова го направи Словенија и Хрватска уште пред да влезат во Европа. Значи ние чекаме некој седа не ги решава проблемите. Тоа ми беше проблемот. Тој беше прашањето. Ако утре, а бидејќи спонзор за документацијата и преговорите, најверојатно ќе ни биде Хрватска, поради близината на јазик и така натаму, нината председателска рече дека слободни се тие 2 милиона страници кои вие можете како искуство да ги земете, па зошто се не го земеме примерот од Хрватска, да го прилагодиме на наши услови законот, зошто направивме закон? Нам не ни треба страници. Нам ни требаат писмени луѓе, нам ни требаат честни луѓе кои што ги немаме, кои што ќе знаат да водат политика и да ги оправат системите. Прво, оправање на системи. Нема кадровска политика, она што го зборевме, туку има луѓе, професија, компетенции и никако партија мешање во изборот на директори, шефови, раководители, да не зборам до градинки, се стигне и до учители, до учителки, и до доктори. Значи, првата работа е таа, нити Европа ќе ни ја поправи таа работа, ќе не остави баш и ме гајле, ќе ни додеградира системот. Нема тие да ни се мешаат во таа политика. Да не зборувам дека од Европа од нас е многу далеко. Многу е далеко, е светлосни години од нас далеко. Значи, веќе последните изјави не лоцираат некаде 2035 година да сме живи и здрави, би рекла. Ние треба одма и сега и веднаш да се свестиме дека оваа наша земја сами треба да ја оправаме. Правна држава,
немаме. Судството убаво си се преадаптираше од едни кон други. Истите се судиите, нити се избркани, нити се реформирани. Тогаш жмуреа на едни процеси, сега жмурат на други процеси. Гледаме која карикатура од држава галопирачки стануваме, галопирачки. Ни една, ни Европа, ни НАТО, никој нема да има таква сила, ниту пак волја, зошто би не оправале, да не оправат ако сами не решиме да се оправат. Така, но тоа мора да се сопре, професорке, затоа што и самите рековте етописки процеси, тоа ако не се сопре, ќе дојдеме до моје скромно мислење, би сакал и вие да го искоментирате, се повеќе во македонските граѓани едно прашање кое порано беше ќе не бидели, а сега разговараат дали ние можеме да имаме држава, заслужуваме ли држава, имаме ли капацитет за држава. Тоа се прашања кај обичниот народ. Да не зборам, да не го кажам како тие го парафразираат, повторно е тоа истото. Изгледа нема да не биде. Значи, ние имаме една општествена клима на депресија во кое што многу тешко се пробиваат рационалните решенија. Како да сопреме ова лавина? Убаво е да ја детектираме. Оваа држава мора да ја биде и не смее да се очајува и не смее да се мисли така, бидејќи оваа држава и овој народ македонски прецен и без држава и обстоил и ќе обстои понатаму. И во најтешки окупации ги пишувал најубавите дела, се издавале од Москва па стигале до овде. Се пишувале и стихови, се пишувале граматики, се пишувало се и се што се работело на терен и така натаму. Мене не ми се бедисува воопшто тоа прашање, ми личи на едно предавање, едно дигање на бело знаме. Апатија. И една друга работа, неградење на сопствена одговорност, избегнување од сопствената одговорност, што јас правам, еве секој ден кога ќе се разбудам, што јас ќе направам за да оваа држава обстои и да не функционира така како што функционира. Значи, тие поправки секогаш од себе почнуваат. Вие не можете да бидете добар професор, еве на Харвард да ве стават. Се извинувам. Значи, на најврвната институција универзитетска, ако вие сами не го давате својот придонес, џабе што работите на Харвард, ќе бидете отфрлени. Така и секој од нас. Значи, мора да се најде сили да се променат работите. За мене, доволен чекор напред е што многу голем број од граѓаните се освестуваат дека вака не може. Дека две големи партии, кои што циклично се менуваат 27 години овде, не доведоа до ова дередже. Значи, измерете ги по сите параметри. Најсиромашна држава, Скопје најзагаден град и Тетово во Европа, најлоши на тестовите за образование, да не ви редам, предпоследни во здравствени услуги и така натаму. Па кој ги доведе граѓаните до овде? Сами се доведоа. Дава подршка на две гарнитури кои што не ги менуваа начинот на водење на политика, туку ги рециклираа, ги копираа. Од гол популизам стигнавме овде докај што сме. Се надевам, еве и поради други фактори, и покрај поради тоа што сме исправени буквално пред еден историски предизвик, на вистина ќе не бидели или нема да не биде, со проблемот околу името, со нашето обид да не редефинираат, да не го сменат идентитетот, јазикот и така натаму, мислам дека премногу работи се собра на куп и дека граѓаните полека се освестуваат дека овие работи мора да се менуваат. Така, просто ќе мора да направиме пауза за реклами, па ќе продолжиме. Мала пауза за реклами или како што како името кое го носи секој од нас, не е името за нас, туку името како не викаат, но за ова ќе зборуваме со професорката во продолжение на разговорот. Режија, ве молам, само пауза за реклами, па се враќаме. Одиме со вториот дел и мојот разговор со професорката Пронешна Пратеничка и сега лидерка на ново политичко движење, политичка партија, ќе зборуваме за профилираноста, околу кај нас е се тоа ставено на некакви форми формалистички, дали е така, не знам, барем мојот печток е таков, и ќе видите што одговара професорката. Професорки, две работи, аналитичарите на Македонија како граѓани имаме представа дека во Македонија различно си ја сваќаме државата.
Ние македонците дочекавме да имаме национална држава. Иако не велам дека во рамките на федерацијата изградењето на институциите, афирмацијата на македонскиот јазик, култура, па и економија беше низ држава која се титулираше како држава на македонскиот, албанскиот и турскиот народ се до амандманите 89 година со уставот 74 година. Но од тога навамо ние во она што го користат политичарите како популизам е македонците си ја сваќаме како наша клетка околу која може да се соберат и нашите кои се расеале низ светот, при тоа давајќи равноправност на нашите сограѓани кои имаат други, како цивилизацијска доби, како имаат друго етничко потекло. Другата страна, условно речено другата страна, од самите почетки, кога ги читате нивните изјави и документи, тие албанците велат ова е заедничка држава која е мултинационална, мултиконфесионална и така натаму. Тие два концепти кај македонците изгледаат како попуштање кон албанците, албанците го доживуваат тоа како освојување на слободата. Крештендото го добивме сега со законот за кој што се уште не знаеме кога ќе влезе во сила за употребата на јазиците. Би ве замолил само низ призмата на она што вие рековте, ентропија 90-тите, 2000-тите и сега 2010-та навам. Би ве замолил да го искоментирате ово. Да, имате право. Мислам, ова е многу еден Рубикон, на вистина. Знаете, Македонија никако да го најде својот пат во својата дефиниција. Ние имаме 27 години самостојна држава. Но да водиме сметка дека уште веднаш после Втората светска војна македонскиот јазик е запишан како јазик во Обединетите нации, значи иако е државата понова, нашето освестување, национално освестување било многу одавна. Простете, професорке, знаете ли дека формулацијата, го знаете тоа, и таму пишува од групата на словенски народи, и пишува скоро на македонски, ќе кажам, 3 милиона луѓе го зборуваат. Тоа во овој момент на интернет може да се пронајде. Да, се разбира. Во Македонија живеат македонци, меѓутоа секаде на сите континенти живеат македонци и некој сега се обидува преку ова прашање кое што го наметнува Грција да прекутрупа и на грбот единствено на македонците. Тука мора да бидеме реални и отворени дека во случај на редефиниција било каква промена на име, македонците губат, никој друг. Ова наша политика нечесна кокетира со тоа каков тип на држава сака да гради. Ние знаете до уставот до некаде 2001 година, до конфликтот со албанците, ние се обидувавме да изградиме граѓанска држава. Потоа се вративме назад, со децении назад. За да сега повторно оваа гарнитура не убедува дека ние градиме граѓанска држава еднаква за сите. Па се прашувам, каква е таа граѓанска држава во која што само од нас, македонците, се бара да бидеме граѓани, и тоа не дај Боже утре преименувани во горно, долно или било какви македонци, а секој гордо ќе си се нарекува албанец од Горна Македонија, турчин од Горна Македонија, само ние што ќе бидеме? Што ќе бидат оние надвор наши македонци? Како ќе, еве да речеме, во Мелбурн има македонски православни гробишта. Како ќе се викаат тие гробишта во Мелбурн? Значи, само од македонците ги лажат, луѓето едноставно ги лажат дека треба да бидат граѓани. Да, ќе бидеме граѓани оној ден, кога во Обединетите нации нема да постои графа за нација. Се до тогаш ние мораме да инсистираме на тоа дека ние сме македонци со македонски јазик и така натаму. Друга една работа. Ние имаме само една единствена држава, каде што можеме да го гаиме тој идентитет. Секогаш постои, поготово во поново време, постои тој расчекор и на светската сцена помеѓу луѓето кои што форсираат глобализам, такви движења, и национализам, односно вртење кон својата нација и градење на својата нација. Хана Арендт, една од врвните модерни филозофи, го објасни овој феномен многу убаво на начин
објаснувајќи дека едно со друго не се исклучуваат и не смеат да се исклучуваат. Заради тоа што единствено, како во семејството, сметете и таа аналогија со семејството, не е нацијата само местото каде што вие ги градите и негувате своите традиции, своите односи, својот јазик, својата вера, своите пријатели, своите комшии, обичаи и така натаму. Туку тоа е единствениот простор каде што вие можете да изградите својата одговорност. Бидејќи нема држава, како што нема ни семејство, без одговорност. Само така можете да бидете силни и да проектирате и да бидете вредни за било каков глобалистички однос кон вели да светот. градите идентитет со одговорност на заедницата. Со одговорност кон заедницата, а нацијата е основната заедница на која што и припаѓате. Но, професор, ке дојдовме до таму кај што дојдовме во внатрешните превирања. Македонија објективно, последните 2 години, ако нешто и повеќе, вие бевте пратеник во Собранието, ги загуби позициите во меѓународната политика за цврсто преговарање. Тоа е дел од, така вели и професорот Десковски, после падот на, после пресудата на меѓународниот суд и така натаму. Тоа сето сте го читали тоа. Да. Внатрешните наши несогласувања, недоизграденост на системот, им дозволува ли на политичарите волонтеризам во надворешната политика? Па тоа го прават на дневна база. Не, ова е едно чист аматеризам. Значи, овде немаме надворешна политика. Ова е чист аматеризам. Знаете, влегувате во еден тежок процес. Па ние чувме и од бомбите, дали да биде горна или долна, многу лесно се лицитираше. Значи, тоа е начинот на кој што нашава политика се однесува кон едно жестоко прашање. Јас се чудам како од Лисабон наваму ниту една гарнитура не тргна по патот на науката, она што вие пред малку ми го поставивте како прашање, не ги повика оние врвни наши стручни луѓе кои што се бават со меѓународно право пред се, со меѓународни односи, зашто не тргна да ја промени она срамна референца ФИРОМ или ПРМ со нашето уставно име Република Македонија. Тоа го очекува во овие декади назад. А не некој што аматер што ќе се плетка, поготово во директни преговори со една Грција која што е милениче и со декади била милениче на Европа и на НАТО. Значи, таа битка за нас е унапред изгубена. Видете, кога зборуваат нашиве, прво одат таму тотално неспремни, без црвени линии, тоа го кажуваат на сред Солун, без црвени линии одат. Потоа нешто се посрамија, па почнаа да зборуваат за некакви црвени линии во кои што јас не верувам, повторно. Мислам дека прифатиле она што мислеле дека требаат да прифатат, а овде глумат пред луѓето за да тоа лесно го проголтаат и сега само се мисла за модалитетите. Како овој народ во залчиња, без да се задави, да не проголта наеднаш нешто големо, туку на залчиња да му биде овој отров испорачан. Одат пред една жестока и силна дипломатија, како што е грчката дипломатија, за која што не видовме дека направи некоја отстапка, никаква отстапка, нити овие бараа некоја отстапка. Дали бара признавање на нашето малцинство во Егејска Македонија? Не. Дали бара и тие преименување на Халкидикиот скоро што е наречен Македонија? Не. Како се согласие на македонски јазик со звезда, ова морам да го докажам, бидејќи многу ме боли. Нашиот јазик е бил македонски со звезда. Прво, звезда буди во целата модерна Европа и светот една многу лоша асоциација со Втората светска војна. И се прашувам, од кој тоа грчки македонски јазик се разликува нашиот јазик? Кој е тој македонски јазик кој што се зборува во модерна Грција, па нашиот да се разликува од тој грчки јазик? Значи, една немокна дипломатија во која што искрено да видам, не можам не да ги слушам нашите изјави, каде што се туфкаат и велат, и тие попуштаат, и ние можеме да најдеме достоинствено решение. Па го тргнаа достоинството на страна, бидејќи не е достоинствено воопшто некој друг да ви биде кум за вашето име, ја крши секој меѓународно право, ја крши повелбата на Обединетите нации и така натаму. И една работа која што веќе обичниот народ ја согледува,
Тоа се прави за НАТО, не за Европска унија. Европска унија е многу далечна перспектива за Македонија. Токму поради овие политичари кои што зимаат советници од планина, значи заради нив Европа далеку, не заради нас. Нек ни беше приби и кажа дека ништо не е направено, нити дека има шанси нешто да се направи. И денес тоа исто ни го каже и Рот. Поради нивната немок и нивните криминали, сите овие декади наназад, ние се оддалечипе од Европа, сега истите тие се први гласоговорници ке не носеле во Европа. Не, ова е целата игранка под влијание на НАТО, а јас не знам друга држава во светот која што го се сеќавам на Варшавскиот пакт, доволго сум возрасна, воен сојуз, ни една земја не најдоа една отстапка да даде дека ќе влезела во Варшавски пакт. Сега ние ќе бидеме тие што ќе треба да положат најголема жртва пред олтарот на богот НАТО. Еден воен сојуз исклучително проблематичен, ако сакате, од секој аспект. Мислам дека е преголем залог и Македонија треба, и така се долгови процеси изодување кон Европа, да се приземи и да си го оди на турбо нашата дипломатија, не оваа, некоја кадарна дипломатија, да си го оди патот на науката. Признавање, замена на привремената референца со нејзиното уставно име. Друг пат Македонија достоинствен нема. Во македонската јавност, како став или како правење на повеќе ставови или на атмосфера дека мораме да го решиме тоа. Еве, ќе ве замолам да го прокоментирате и државниот секретар за надворешни работи на Сојузна Република Германија денес изјави, меѓу другото изјави и ова што вие рековте, мора да ги разрешите, да разрешите одговорноста за прислушкувањето, мора да ги направите реформите кои Европа ви ги даде преку Прибе и морате да го решите името затоа што сега ви е шансата, следните години тоа ќе остане заглавено. Еве, тоа е пред 2 часа. Пред 2 часа. Вие добро, нека повелат со Љубе Бошковски, со кој што е за инвестиции странски на црна листа на Америка, нека повелат еви со Хоџа кој што го ослободил Танушевци, за кој што не знаев дека е окупирано, може би ќе одев за 1 мај таму, наоружана само со скара. А не знам кого ќе сум начекала таму, со уште неколку команданти, нека се обидат. Овие луѓе не се кадарни да не внесат во нов, да направиме нов цивилизацијски исчекор кој што е потребен на Македонија. Во правец на една модерна, развиена, некорумпирана држава. Најлесно, полесно им беше со една транге-франге трговска логика да се занимаваат со нашата така наречена надворешна политика и да го нудат нашето име и нашиот јазик, да го девалвираат, тоа нема да го заборавиме лесно, бидејќи нашиот јазик ќе биде ставен, ако се изгласа тој закон, односно ако се донесе, рамо со албанскиот јазик. Па ќе ве прашам за која тогаш држава ќе зборуваме ние, па на таа држава кој сака може какво сака име утре да и даде. Нема да и доликува да се вика Македонија, ако се изгласа тој закон. Простите, врешено е веќе кај граѓаните дека наметнато, граѓаните размислуваат дека ако не се разреши, ќе нема пензии, плати, нема да има раст и така натаму. Не, знаете, пензиите и платите ќе ги нема од криминалци, не од НАТО. НАТО нити пензии ќе ни донесе, ни плати ќе ни донесе НАТО. Нити од внатрешен судар ќе не заштити НАТО. Ве молам, па тие меѓу членките нивни се тепаат Турција и Грција и што може НАТО да направи околу тоа? Апсолутно ништо. Нити ќе ни донесе демократија, бидејќи самата НАТО структура е далеко од демократска, тоа е воена структура. Тоа е воена сила. Значи тоа се само оправдувања за една немок или несакање да се исправат работите онака кој што бара Европа. Еве го цитиравте Рот, ја ви го цитирав Прибе, ќе ви цитирам уште 20 луѓе кои што или срамежливо или да речам во ракавици ни ги упатуваат истите пораки. Овде се зборуваше дека сме добили еве чиста препорака, па такви чисти препораки ние добивавме не се знае колку. Што направивме од тогаш до сега? За 17 места за една година паднавме во корупција. Значи, ние, платите наши, пензиите, ни се опасност од нас самите.
Не од НАТО, нити ќе не ги заштитат, нити ќе не ги покачат пензиите. Од ајдуци, од тендери, од преплаќање на се што чини 5 денари да се плаќа 500 денари и така натаму. Додека ние сами не решиме дека ова држава мора прво да ја вода стручни луѓе, системите стручни луѓе да ги водат, не квази аналитичари, туку експерти, секој од својата област, додека не решиме дека мора да расчистиме со криминалот, додека не донесеме еден закон за конфискација на имотите, лекс специјалис, не во рамки на кривичниот законник, ние до тогаш ќе си тапкаме во место. Значи специјален закон за конфискација на имотите, како? Зарем ќе ги пуштиме луѓето? Така, меѓутоа мора да има судска постапка за тоа. Мора да има, фала Богу. Меѓутоа тоа ќе го направат независни судови, овие судови видовме какви се. Затоа е потребно и обвинителство. Затоа е потребно. И други институции. Сите системи се врзани, меѓутоа тие институции мора да бидат ослободени во раце на независни стручни луѓе. Ние се уште имаме заробени институции и тоа знаете, луѓето не разбираат зашто станува збор кога им речете заробена институција. Па точно тоа е заробена институција. Значи, оној што ќе дојде во судот или во обвинителството, сеедно е дали мене ќе ме суди вас или премиерот или председател. Напротив, секаде под многу појака лупа се изложени функционерите, бидејќи тие подпишуваат 300 документи дека ќе се борат против корупција, дека нема да влегуваат, дека нема да имаат конфликт на интереси, нема да има злоупотреба на службена должност и така натаму. Не. Македонија е сиромашна и ќе тапка во место од самата себе. Професорке, вака како што направивме анамнеза на општественото ткиво на Македонија, излегува дека што сме си самите на себе проблем, туку идеологијата на ова време денес е корупција, клиентелизам. Абсолютно. И она што македонскиот народ го има извршено, доведено до совршенство, го има терминот во сите облици од македонскиот правопис, а тоа е снајди се, снајдувач и така натаму. Тоа е вака моја едно скромно мислење, но вие рековте, решивте да се занимавате со политика на еден друг начин. Има ли политика во 2018 година без идеологија? Не може да има без идеологија, значи мора да имаме идеологија. Треба да сме јасно профилирани што сме и која понуда ја даваме. Јас, за жал, ние овде на ова наша сцена гледаме кобожем леви и кобожем десни. Не може лева партија, која што по правило би требало да се залага со социјална еднаквост, социјална правда, не да застанува зад силниот капитал и така натаму, но гледаме дека кај нас левата и левичарите ги водат најголеми капиталисти кои што скијаат во Гренобол. Мислам, на такви, извинете, левичари, ја не можам да им верувам, апсолутно, тие си ги финансираат партиите. Утре ќе си решат некоја друга партија си купат. Десничарите, ние видовме најголем популизам од десничарите. Значи, наместо да водат сметка за слободна економија, за бизнисот и така натаму, за традиционалните вредности, да речеме десничарските партии сега или едната голема опозицијска партија, не ја гледам на браникот на нашето загрозено име и идентитет овие денови, па да не заборавиме дека ваков сличен закон за јазиците се донесе и 2011 година. 2008 прво се... Најавија митинг, професор. Ве молам, знаете, има кај Агата Кристи еден многу интересен роман, се вика Најавено убиство и тоа баш ме асоцира тоа најавен митинг на тоа најавено убиство без смисол. Не знам што ќе им биде мотото на тој митинг, кога ги нема рамо до рамо на протестите на граѓаните кои што се спонтано излезени, кои што се загрижени за тоа на вистина што ќе ни се случи во овие нетранспарентни преговори. Според тоа, јас некоја идеологија кристално јасна на нашава политичка сцена не гледам во моментот. А идеологија, не можете без идеологија. Знаете, Глас за Македонија, партијата која што јас ја предводам е буквално во центарот. И сега постои едно незнаење, повторно ние тонеме во едно полузнаење кај нас. И тоа на што не влече назад.
тука се 4000 професори и една цела публика што гравитира кон тоа знаење. Се мисли центарот дека е некаков меланж, некоја комбинација од леви и десни, но тоа не е, те имаат автентична политика. Таа автентична политика е, би рекла, дури комотна, бидејќи за некои работи можете да одите кон лево, за некои работи можете да одите кон десно, но она што е цврста одредница на таква една партија е крепење на една силна економија која што се темели на мали фамилиарни бизниси, на мали предпријатија, шанса на младите, електронски бизнис, вработување на млади, шема за враќање на младите назад, значи се темели на една реална економија која што не ги запоставува сите други ентитети на економската сцена, но пред се темели на една реална економија врзана околу малите бизниси, на слобода на говор, на креативност, на став на личноста, па ако сакате дозволува и фракции внатре, секој личен став треба да биде на некој начин удостоен и вграден. Еден од принципите ни е, да речеме, така наречена партиципативна демократија, каде што секој може... Или клиентелизм. Тоа не е уште во салата, кога беше Основачкото собрание, ги замолив да ја напушта салата оние кои што мислат да се вработуваат преку партијата. Друг постулат е, да речеме, zero cost politics, водење на политика со најмали можни пари. Може би затоа сме партија со најмалку пари сега финансирани, меѓутоа ќе имаме тоа единствен начин ние со донации да се финансираме легален. Меѓутоа, што тоа подразбира? Тоа подразбира не може еден човек, како што гледаме еве со овие милион советници што ги читаме овие денови, да советува на 6 места. Значи, еден политичар, една функција, крај на приказната, не може и во управен и во надзорен орган да биде. Повеќе не од 2 мандата. Политичар не е професија. Тој ќе се врати секојаш во својата професија и така натаму работи што ни се напишани како закон во програмата и во статутот. Се обидов вас како интелектуалец, вашите ставови да ги презентираме, меѓутоа сосема за на крај ќе замалам за блиц одговори само. Кажете. Бидејќи сега сте веќе претседател на политичка партија, вашиот став околу тоа, Македонија е една изборна единица? Тука има голема замка. Прво, јас сум за менување на изборниот модел, тоа имаме согласност во органите на партијата дека сме ние зрели за мешовит модел за почеток, мнозинско пропорционален, за да вие знаете точно кој ве репрезентира утре во така, место отворени листи мешовит. Мешовито пропорционален, мнозинско пропорционален модел. Едната изборна единица со години ја бараат третите партии по малите партии, бидејќи знаете, со ова, поготово со Донтовиот модел на пребројување на гласови, тие не само што ги губат гласовите, тука ги поклонуваат на поголемите партии. Според тоа, една изборна единица би била одлична. Меѓутоа, мислам дека овие две партии, кои што се како сложни браќа во петок мрсат, во септември ни спремаат големо изненадување, точно со изборниот законник, во кој што не само финансирањето што комплетно го приграбуваат за себе како и досега, туку спремаат да удоволат една изборна единица со цензус од 5%. Па ве прашувам, кој е таа мала партија што кој освои 100.000 гласа за да влезе во игра? Знаете, таа и би освоила, имаме лажен избирачки список од над 1.800.000 луѓе. Ке се доведеме како Србија, етаблирани политички партии да бидат на работа од... Тоа можено со цензус од 1 до 2%, тоа би било или да се земат некои од решенијата во хрватскиот изборен законник, каде што и онај отвореноста, представништвото на персони, на личности нема да се губи во бројката на партиите. Тоа е неопходно. Ама ќе има време да разговараме за тоа. Вие сте сега и досега бевте професор и политичар пратеник бевте, ама сега сте член на политичка партија. Ќе зборуваме овде, бидејќи ние како телевизија сме отворени за сите различни размислувања, сметајќи дека општество во кое што не може да се пружи шанса на оние кои имаат став, намерно не реков мислење, затоа што тако е моето мислење, и е богатство на заедницата. Не само како флоскула, туку како можност да се понудат решение на овој
воопшто некаква вртелешка или како велеше професор. Како единствена шанса, ја би рекла. Така. Или како што едно време бидејќи во науката знаете како 10 научници се расправаат со различни ставови, на крај ќе излезе решението. Решението така. А после ни треба демократски централизам да го спроведеме, да не критикува Европа за неказнивост и за добри закони, нема неприменливост. Тоа е веројатно дел од нашиот. Не се многу добри ни законите, ми помина стотици низ рак. Јас повикувам вас повторно кога ќе имате став да дојдете, отворени ви са граѓаните од Источна Македонија и ќе може да следат што ви ги поздравувам најтопло гледачите. И го сакам успех во политичкиот живот, се разум. Благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со професорката и политички лидер Солза Шопова Грчева. Што сакам да кажам за крајот тоа е она што науката секогаш го нуди како можност. Професорката рече меѓу 10 научника на крајот излезе некое решение кое подоцна треба да се спроведе. Срекни се оние држави кои успеваат општествените кремови да им ги водат процесите и системите. Кажете ми, дали е да почнеме да размислуваме сите, дали е добро некој кој не го потврдил својот потенцијал во општествената арена се доведе до ситуација да води процеси или институции. Изгледа затоа сме и овде кај што сме. Отворена на тема со некој друг мој гостин. Довидување.